Советниците на денешната седница едногласно го прифатија предлогот за користење на објектот во поранешниот работнички универзитет во Прилеп во детска градинка под надлежност на јавната општинска установа Детски градинки Наша иднина Прилеп. Едногласно беше изгласан и предлогот за формирање на Центар за ран детски развој Тризла во составот на општинската јавна установа за деца Детска градинка Наша иднина, кој ќе биде сместен во домот на урбаната заедница Тризла. Едно од погорливите прашања кои што го имаме изминатите години беше сместувањето на деца во градинките. Денес донесовме одлука за отворање на две нови групи во детските градинки Наша иднина Прилеп. При тоа ќе се даде можност за сместување на околу 60 на 70 деца од нашиот град. Градежните активности се завршени во тие простори, исто така и опремата е веќе набавена и сместена таму. Се очекува затоа за многу брзо веќе да можат да профункционираат. Исто така не ги забораваме и населените места, добивме одобренија за отворање на нови групи во Големо Коњари, Канатларци и Беровци. При тоа во Беровци просториите веќе градежните активности во просторијата се завршени, набавена е и опремата, што значи дека за многу брзо време и таму ќе започне да функционира оваа група. Дополнително на тоа во Канатларци градежните активности исто така се завршени, во тек е набавката на опремата. Се надеваме дека ќе заврши за најкраток период и тој дел, што значи дека ќе го имаме и Канатларци и таа група во функција на нашите сограѓани таму. И исто така и во Големо Коњари, таму во тек се градежните активности, се продолжува во однос на определени работи кои што се потребни за да бидат завршени, за да се исполнат условите за тие простории да се користат како детска градинка, односно да можат да се згрижуваат деца, и при тоа ќе се започне и со набавката на самата опрема која што е потребна, и во наредниот период при тоа ќе значи дека отвораме некаде околу 5 нови групи за нашите сограѓани, за нашите деца од нашиот град. Исто така, дополнително на тоа, донесовме и одлука за отворање на Центар за ран детски развој. Овој центар веќе како проект започна да работи со помош на UNDP. Сега веќе носиме одлука да биде во склоп на детските градинки. Просториите ќе бидат во објектот на урбаната заедница Тризла. Ќе има простор за 60 на деца од она предшколска возраст до поаѓање на училиште. На денешната седница беа изгласани позитивно и точките поврзани со урбанистичкото планирање на градот, со кои се утврдува планскиот опфат и вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичките планови на општина Прилеп, како и предлогот за уредување на градежно изградено земјиште во општина Прилеп за оваа година. Донесовме и доста одлуки, вкупно всушност 13 одлуки за легализација на бесправно изградени објекти. Позитивни одлуки, што значи дека граѓаните после овие одлуки ќе добијат и решенија за легализирање на нивните објекти. На денешната седница советникот Тони Кировски побара од надлежните служби да ја разгледаат и можноста на општината преку одредена партиципација да им помогне на граѓаните кои живеат во колективни стамбени објекти за поставување на енергетски фасади, покривни конструкции и соларни колектори заради енергетска ефикасност на овие објекти.